Да, вела дека живееме честопати побрзо од мислите кога ни се побрзи од мирот што го бараме, од секојдневните притиснати, од секојдневните обврски, од сето она што практично не мачи како граѓани дома, но и случувањата кои што геополитичките случувања кои што натежнуваат секојдневно, не ни оставаат практично премногу време за размислување и за едно да го кажеме мирно секојдневие, туку не ставаат во некоја постојана неизвестност. Како да го најдеме тој некој внатрешен мир и внатрешна рамнотежа и колку менталното здравје е клучно за секој граѓанин индивидуално, ќе поразговараме со мојата гостинка Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог, кој што честопати говори на оваа тема и верувам дека ќе бидеме исто толку инспиративни и интересни и денес. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Велам дека она стресно секојдневие е нешто што верувам дека нема човек кој што не го искусил, меѓутоа како да се најде таа една внатрешна рамнотежа и колку често се говори за менталното здравје како една клучна тема која што ни го диктира денот? Па прво, значи наоѓањето на равнотежа уствари е една многу голема и постојана акција. Значи тоа не е можеби само во еден момент, во некој дел од секундата, доживување на равнотежа, а после тоа целото она време е уствари барање на равнотежата и балансирање за да се дојде до тоа равнотежа. Најпрост пример е дишењето. Ние постојано имаме или вишок или мањак на кислород, или вишок или мањак на CO2 и постојано вдишување и издишување пробуваме да воспоставиме некоја равнотежа во телото на тие два гаса за да може нашето тело да работи. Во барањето на равнотежа само во некој дел од секундата или колку е тоа кратко ние имаме равнотежа на овие два гаса во телото и потоа тоа се менува. Така и во животот за се друго. Ние постојано секое утро кога ќе се разбудиме ја бараме равнотежата во животот. Бараме равнотежа помеѓу приватното и професионалното, помеѓу љубовта и лутината, помеѓу грижата за себе и грижата за другите. И тоа е една голема акција која ние постојано ја правиме и на база на тоа уствари од битните бази, битните карактеристики на нашата основа е нашето секојдневно функционирање, како ќе ја најдеме тој баланс и е многу важно. Затоа и толку често се зборува за тоа, затоа што е многу важно. Можеби го бои или му дава смисла на целото наше животно функционирање. Што од оваа перспектива ми може, што всушност да биде добро едно ментално здравје во денешно време? Па менталното здравје е уствари една добра основа за ова барање да биде успешно. Затоа што ако се грижиме за себе си, за собственото ментално здравје, а таа грижа е една огромна една акција што треба да се постојано прави од моментот кога детето ќе се роди па додека еве не станеме возрастни и потоа ние продолжуваме секој ден истото да го правиме. Менталното здравје донесува битен момент во таа барање на равнотежата во нашиот живот, затоа што ако јас знам која сум, колку можам, што знам, ако ги знам моите приоритети, ако знам што е важно за мене, ако имам доволно вештини да се справувам со сето она што го донесува животот, и не дека ќе имам научено и се тука, него како ќе донесат нови моменти, јас ќе бидам отворена да учам одново нешто ново, да се менувам, да се прилагодувам, значи еден многу силен активен процес, во едно често пати во тој баланс ќе си ги дозволам моментите на задоволство, на радост, на успешност, да се почувствувам дека сум окей, да бидам благодарна за тоа каква сум, да бидам со моите пријатели, со сите оние што ме обкружуваат во социјалната средина, добра, и дека заедно со нив да градам некое задоволство во живењето. Кога ќе дојдат проблемите, кога ќе дојдат катастрофите, да бидам емпатична, да знам како да дадам на луѓето и да не се изгубам во тоа, да дам како да ги решам проблемите и
тие проблеми да не обстојуваат целиот мој живот како некои незавршени работи, терети да ги носам, да знам некогаш да поставам граница докаде можат другите да ме користат или колку јас ќе дадам, некогаш да знам и да ја отворам таа граница и да дадам некоја поддршка или да направам некое добро дело во кое што ја нема да добијам ништо, ама ете сум помогнала. Значи тоа е навистина една уметност на живење и менталното здравје е многу важно, како таа уметност, какви бои ќе има таа уметност. Но колку е реално, еве, ми постојано да се биде позитивен, да кажеме, или да се трудиме да бидеме позитивни, и дали тоа создава дополнителен некој притисок? Сега, што е позитивност? Например, дали гледање на добрите страни секогаш на проблемите, кога ќе се појават, или на секој што ќе дојде околу нас, со кога ќе бидеме во контакт, или ќе биде дали реалноста е позитивна, да знаеме точно да процениме, тука можам да дадам, тука не можам, со тој можам, со овој не можам, ја не можам да бидам балерина, ама можам да бидам психолог, или не можам да бидам, не знам, немам ги тие способности да бидам нешто друго, па можам вака да правам. Позитивноста е нешто што, нели, имаме една позитивност која може да го турка денот, кога ќе една позитивност во која што јас ќе речам, окей, јас ќе ги барам начините како да ги решам овие проблеми, и во нив нема јас да се изгубам и нема да ги изгубам другите во тој пат, и тоа може да биде многу позитивно, или имаме една таков притисок на позитивност, кој сега, например, по Инстаграм, по сите овие, да бидеме срекни, ние да дишиме и не знам што, позитивност која уствари не оптоварува и ни го губи контактот со реалноста. Па и со емотикони дека сите се сакаме, сите нешто лајкуваме или сите сме нешто премногу срекни. Значи, премногу среќа не е среќа, затоа што ние имаме и одговорности во животот, имаме многу задачи кои треба да ги решиме, имаме многу проблеми, имаме катастрофи кои можеме да ги решиме. Значи, кога решаваме катастрофата, сигурно нас нема најнаш да ни биде денот толку позитивен и ние тука срекни, ќе си дишиме и ќе ги бркаме цвекињата и пеперутките, мислам, него имаме тешка една работа која е секојдневна, која ќе работи и ќе се прави. Да, свесноста, окей, јас денеска денов го завршив со тоа што најдобро што можев јас, во овој момент да го направам, го направив и јас сум окей со мојов ден. Практично да создадеме на психолошка отпорност во неизвестност или во криза, еве, условно да ја кажеме. Па да, една отпорност, ние цело време изборуваме, правиме тренизи за резилиентност, што е тоа, често пати тоа е прифаќање на реалноста и свесност постојано дека гледањето на светот е само точка наша на гледање. Постојат уште различни многу точки, да знаеме да ги уважиме сите други точки, да не се откажеме од сопствената, или можеме да се адаптираме постојано на таа ситуација. Значи, тоа е навистина, као што ви почнавме со емисијава, еден многу активен процес во кој што ние постојано се наоѓаме. И е добро кога се наоѓаме, тогаш некако ќе се адаптираме и ќе наоѓаме решенија. Проблемот настанува кога ќе направиме стак, кога се углавиме во нешто, например во еден депресивен одговор, во еден агресивен одговор или во, не знам, во негирање на све, во неприфаќање, во неадаптација. Јас како што мислам, така е исправно, јас така како што ги работите, тоа е начинот. И тука кога ќе се заглавиме, настанува вистински огромен проблем. Од тука ми се едно на друго се надоврзуваат прашањата, бидејќи ова се теми кои што практично една со друга и се многу слични. Различни, но сепак многу слични. Колку и како да одржиме чувство на контрола кога надворешните услови се нестабилни? Многу се зборува за анксиозноста, меѓутоа дали доволно во својот извор, во својата суштина, знаеме што е анксиозност? Па да, зборува анксиозност, тоа е нешто што се случува во нас, чувство на вознемиреност, на страв, на
Значи, анксиозноста не е одговор на реална ситуација, зашто ние чувството на вознемиреност, на страв или депресивни некои расположенја може да бидат одговор на соодветни ситуации, на нешто што ни се случува во животот. Ама ние ако ги осеќаме тие емоции, тие состојби во нас, ама немаме реална причина зошто го чувствуваме тоа, најверојатно дека е таа анксиозност, тие нешто во кој што ние не можеме нели доволно да се разбереме. Ако мене ми е се, да кажам, потаман денеска, а јас цел ден не се чувствувам добро и се чувствувам вознемирена или цело време ми е страв или имам цело време очекување дека нешто лошо ќе се случи, значи тогаш би можеле со некого да поразговараме, не сами да си лепиме етикети, него да побараме некој што ќе ни помогне да разјасниме што се случува со нас. И на крај, анксиозноста не е нешто што треба да си го закачам на чело и да си ја ставам диагнозата и да шетам по светот, да имам јас сум анксиозна, него и кога ќе добиеме, ете така да кажем, диагноза, значи некој само ни кажал во каква состојба се наоѓаме и дека е потребно да преземеме нешто за да го смениме тоа. Колку е важна овде социјалната поддршка и меѓусебната комуникација? Па важна е. Мислам, прво ние сме социјални суштества. Никој сам не може да си се реализира или да си доживее некој ниво на самоактуализација или сам седејќи во пештера затворен или позади заклучена врата. Нас ни треба другите луѓе за да во нивните очи нели се видиме себе си, да знаеме дека сме се реализирале преку нивното одобрување, ќе знаеме дека некои работи правиме. Потоа, за да се чувствуваме добро, често пати ни треба туѓата насмевка, туѓото гушкање, раката на рамо, некој што седи тука, некој што ќе ни покаже дека не разбира. И така си правиме она чек на реалноста, проверка на реалноста. Дали она што јас го мислам е навистина во еден добар правец или е нешто во кој што јас сум се заглавила, например, тако некој нарцистички дел или нешто депресивно или како и да е. Значи, нас ни требаат луѓето наоколу за се, и за добро и за лошо. Она што може би изминатава година го живееме колективно како еден вид на траума сите како општество беше пожарот во Кочани. Вие како психолози бевте директно вклучени со тимови во Кочани и генерално е тема која што мислам дека многу години ќе го обзема нашето внимание, нашата грижа и може би во една линија и причина повеќе за да се говори за вакви горливи теми, отворено да се говори. Она што беше неодамна споменато е дека голем број од повредените ќе им биде навистина потребно години и години време за да можат нели да се лекуваат, но од друга страна кај оние кои што лузните еве ќе заздрават многу подлабоки ќе бидат психолошките проблеми. Како психолози, како стручни лица помагате и што е она што може да се направи за да им се даде поддршка, една психолошка поддршка на овие лица? Има ли фази, има ли етапи? Една година помина од несреќата, а се уште се свежи сите сеќавања и сите моменти. Да, особено ова сега што беше комеморацијата во Кочани, ни врати на сите сеќавања на нешто што беше пред една година и така се сеќавам тој денот кога беше закопот и што беше многу сончево. Се вративме сите црвени, јас мислев дека имам притисок, а тоа сум изгорела на сонцето. Оваа година беше исто сончево и така ни ги врати сеќавањата за тоа како било се. Голема работа е завршена за оваа година. Например, ние околу 150 психолози беа ангажирани од Комората на психолози. Ги покривме сите училишта во районот, во тој регион. 8 средни училишта, 12 основни училишта, УГД, факултетите, градинките. И работено е со наставниците, со наставничкиот кадар, со психолозите, педагозите, со учениците.
на повеќе наврати, нели, почнувајќи од прва психолошка помош, нели, да ги емоционално стабилизираш, да можат да почнат да ги варат така тие емоции, да ги процесираат она што е внатре. Потоа е придено во психосоцијална поддршка, да им се, како да се вратат во училиштата, како тоа да го прават, да разговараат со наставниците, со ученициве, да ги вратат во учење на материјалот, да ги совладат, да ја завршат годината, сега да почнат од септември, да го поминат летото. Со овие што беа повредените млади лица, ние бевме цело време на пониква, тие 2,5 месеци додека беа таму, секој ден имаше психолози кои работеа со нив, беа со нив. Имавме психолози кои работат постојано во Кочани, отворивме центар за ментално здравје во рамките на Црвен крст, во кој што постојано има локални психолози, се создаде еден тим од 7-8 кои се тука од градот и кои се постојано присутни. Има и некои од нас кои доаѓаат, нели, еднаш неделно барем одам таму, а и други мои колешки. Значи, баш беше контакти со родителите, така, тоа беше нешто што како да им помогнеме да чекорат со таа тежина, со таа болка и тага што ја носат. Значи, не може тоа да се прекине, не може тоа да престане, не може ни да се намали. Болгата од губиток на детето е нешто што е може на врвот од сите стресори што ние ги зборуваме. Него како да им помогнеш на луѓето, ете со тоа што си го носат, тие планини на грбот, да продолжат да чекорат во животот и да функционираат. А какви еве психолошки последици најчесто се јавуваат кога има лица кои што преживеале травматичен настан? Да. Па еве сега тоа во тој период сме последна година кога ние сега пробуваме да идентификуваме и бараме на пример кај луѓето дали е развиено посттравматско стресно расстройство, нарушување, што е доста го има присутно, значи кои не успеали покрај сета помош, значи регионот е огромен, голем е бројот на луѓето кои се погодени од сето ова и нормално дека некои не успеале да ги процесираат сите тие емоции, сите тие сеќавања што ги има и развиле тоа посттравматско стресно нарушување, кое може да се третира, тешко е да го диагностицираш и да го најдеш, ама кога ќе се открие е подложно на психотерапија, подложно е на психолошка помош и може да се коригира. И тоа сега го бараме, например, во работа со целото население, работевме со докторите на клиника, работевме со родители, работиме се уште. Почнавме една програма во библиотеката во Кочани за психосоматика, особено затоа што една категорија на луѓе, пробувајќи да им помогнеме на тие најпогодените, беше запоставена, да кажам, тоа се луѓе над 40 на години, таа средна категорија, па и оние постарите, за кои не мислеше никој цела година како им е нив, они се и вака финансиски, економски беа столбот, нели, на општеството, тие се луѓе кои работат или се пензионери кои примаат пензија, и покрај тоа што се столб во општеството, никој не се грижеше, ние направивме сега една серија на работилници за нив, значи да не е погодено нивното физичко, ментално здравје, сега баш тоа да детектираме тоа стресно нарушување, посттравматско, значи да зборуваме за психосоматика, за грижа за нивното здравје, да ги учиме на нешто, да дискутираме, да имаат место кај да дојдат и да раскажат, да работиме со младите луѓе, со учениците, значи одново сега веќе на едно ново поле, една нова година почнува, али еве тоа, значи сега бараме, тие што можеби процесирали и поминале веќе низ тоа, ама ако нешто се им текне, ако нешто има на што да се жалат, да имат кај да одат да се пожалат, да си решат некои проблеми во животот, а за овие младиве луѓе кои се доста повредени, кои треба да се рехабилитираат, се уште и на
нели докториве прават големи напори, нели рехабилитација, физијатрите се тука со нив, цела болница во Кочани ете за нив работи и психолошката помош е многу битна за нивното ментално здравје, затоа што би требале сега одново да градат некои вештини во животот како различни од оние што си ги имале претходно, затоа што некои услови и они се променети и не ќе може да го следат тоа што го имале, ама животот е нешто убаво и изненадувачко кое може да донесе работи што ние никогаш не сме замислувале дека можеби ќе ги имаме или некои вештини што нема да ги развиеме. И е потребно да постојат луѓе да го следат сето тоа, да бидат потпора, да ги упатуваат, да им помагаат. Би требало, така, тоа е идејата, например, да ги учиме сите во Кочани и целиот регион, нели, да создадеме еден бонтон начин на однесување меѓу себе, како ќе ги поддржиме и како ќе се однесуваме со нив кога ќе ги видиме у кафич или кога ќе ги видиме по улиците, колку е убаво да им помогнеме да се вклучат во секојдневното живење, да бидат со нас. Тие имаат многу убави пораки што си ги носат, дека ожилците што ги носат, значи покажуваат дека се победници, дека успеваат во животот. И тоа е навистина така. Така да останува една голема работа што треба понатака, нели, грижа за менталното и физичкото здравје на населението да го правиме и мислам дека нешто што е многу инспиративно, зашто гледаме дека има одлични резултати сето она што го работиме. Нешто е што јас така кога го кажувам малце ми е, нели, како викаат, кога е нешто многу добро немој да го зборуваш често, ама што мислам дека вреди да се спомене дека ние имаме успешност, например, од сите училишта за толку млади луѓе во тој источен дел на регионот ние немаме забележано ни едно самоубиство, нити себе повредување за сите овие за целата година, што мислам дека е резултат неверојатно добар. Сега би требало, нели, да истражиме кои се можеби фактори влијаеле, али таа психолошка помош која беше понудена на сите млади, значи по гимназиите, по градот, по секаде, дека е некој битен фактор за оваа состојба. И, значи, до тука, пак ќе спомнам, нема да спиеме на тоа успех, некој што сме постигнали или што ете таа состојба, зашто успех. Помошта што ја даваме е како успешна, али дека и како заедница треба, уште нели, да се многу работа, така, за да се... многу работа за тоа за да можеме да ете така да се стабилизира, зашто тие луѓе го заслужуваат тоа. Тоа е една прекрасен народ. Ја не многу сум одела пред тоа во Кочани или не сум имала некои контакти, Штип или било каде. Мислам, за жал, ете, моето одење во Штип беше вториот ден после несреќата, третиот кога отидов во средно медицинското училиште. И тоа беше навистина така една средба многу трогателна, длабока и баш травматска. Али мислам дека сега се сите, ете, имавме цели екипи на психолози кои постојано одеа, постојано работеа секаде. И ќе се трудиме, ќе продолжиме понатака, ќе работиме. Мислам дека е тоа нешто што е многу важно за целиот тој регион и пак ќе речем, тоа се прекрасни луѓе, едни питоми, добри, убави во душа, можеби да кажем сиромаштијата или тешкиот живот ги направиле некогаш да изгледаат дека се нефлексибилни, ама тоа е само начин како они да си преживеат, а во суштина се навистина еден дел од мене стана жител на Кочани, така се поврзав со тоа, со луѓе во таму и среќен е тој дел дека припаѓа таму со тие луѓе. Прекрасни, неверојатно, спремни за соработка, секогаш отворени, до ден денескеве, значи за оваа година остваривме таква конекција, такво поврзување. Значи, не можам да издвојам една личност за која што би рекла дека сум доживеала некоја негативност или дека
некој ми рекол нешто или дека јас сум помислила. Значи, многу човечност, многу топлина и заслужуваат ние понатека тука да бидеме со нив. Така, верувам дека тоа ќе биде така, знаејќи колку сте вложени и колку капацитет секако и енергија вложувате, зашто на крајот од денот и психолозите се луѓе кои што нели сета таа тага и сите тие случувања ги процесираат во себе. Нели морате професионалниот аспект да го одвоите од личниот, но некогаш е невозможно, особено кога се работи за еден таков трагичен настан и последиците од него. Па да, добро, тука е многу битен тренингот. Да, затоа ние не пуштивме ни еден психолог да оди без да помине тренинг соодветен. Значи, како да се даде прва психолошка помош, што треба да дадат и што не треба да дадат, со услови да имаат супервизија постојана, значи и на пониква и се што работевме, секогаш сите психолози имаа супервизија, со можности да имаат своја психотерапија, ако имаат потреба психолошко советување со некои од колегите да седнат, да поразговараат, дебрифинси постојано и за волонтерите, и за тие што и на Црвен крст, и на пожарникарите, и на матичните лекари, и секој што имаше било каков помош, што учествува на било кој начин во сето тоа спасување, и на психолозиве кои што учествуваа во сето ова, да им дадеме поддршка да го преработат тоа во себе си, и да, битно е да се одвори личното од професионалноста, ама значи да постават здрави професионални граници, да знаат како они можат да го носат, затоа што психолозите беа потребни таму да бидат возрастните. Луѓето обично во вакви катастрофи секогаш влегуваат во регрес, мислам тешко го поминуваат, со тешки емоции, со траума, и е некој потребен таму да биде што знае што треба да се прави, затоа изгработивме многу програми, многу протоколи, работа кои ги усогласија, реакциите, интервенциите што ги имаат психолозите секаде. И така, мислам, тоа може многу што да се раскаже, зашто беше една година голема работа. А секако ќе следуваат и уште и еден подолг период. Да, ние имаме сега програма и протоколи и све одново за да продолжиме да работиме понатака. Се надевам дека тоа ќе биде така, сигурна сум, односно дека тоа ќе биде така, бидејќи секако се наметнува самата идеја дека менталното здравје не е само тема за тишина, туку практично е потреба за разговор, а секако разговор со стручно лице е можеби клучно во даден момент за да се добијат некои насоки, да се добие некоја еве да речем позитивна енергија дека за се има решение и дека се може да оди напред. Па да, менталното здравје е дел важен од нашето севкупно здравје. Нели, кога ве боли зап, кај што правите? Сите одиме на забар. Никој не оди на бајачка да ти го баја некој забот за да ти помине. Ако не боли желудникот и стомакот, одиме на доктор пак за да ни го види стомакот, да ни даде лекови. Кога не боли душата и кога не ни е добро, треба да одиме на психолог. Затоа што треба со некого да разговараме, да добиеме, ќе одиме и на психијатар, значи зависно до каде ни оди болката, каква е таа болка, како што има различни лекари, па има гастроентеролози, па има не знам оториноларинголози, има такви, така и за ова. Значи секој ќе си најде каде него му е лекот, што се вика, значи не треба да живееме со душевни болки, не треба да живееме со постојани стравови, со постојани преиспитувања на себе си, со премисли по цела ноќ, со неспиење. Значи, за сето тоа има помош, има начин како да се реши. Благодарам многу што ми издвои време и што беше заедно со нас. Секако грижата за менталното здравје станува подеднакво важно исто како и за физичкото, а ние ќе бидеме секогаш тука да одвоиме простор и време за нашите гледачи, бидејќи многу малку е потребно некогаш некој зрак надеж, некоја позитивна мисла и позитивна размена во комуникацијата за да бидеме малку и попозитивни и посрекни. Благодарам уште еднаш. Да, благодарам и вас што има можност да зборуваме за ова. Мислам, тоа има туку многу, јас вака сум расположена за разборување, ама добро е вака да се спомене во една емисија за да кажеме за нешто што е многу важно за населението. Ова е надеж дека ќе се подигне свесноста за важноста на менталното здравје. Не дека менталното здравје не е важно, него нашата свесност за тоа колку е важно.
Така, благодарам уште еднаш. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас во ова понеделнично издание на емисијата Студио 10. Секако останете на истата фреквенција, бидејќи за кратко следуваат плодневните вести. Јас ви посакувам пријатен ден.